Многу е тешко. Сега, што се вика, струјата, парното, намирниците, се што е по продавниците, се е начикачено. Прво гледаш комунали да платиш, па лекарства, пошто сме ние у години, и сега двоиш. Секој ден го двоиш, го делиш, толку ми е денеска лимит од 300-400. Со 15.194 денари треба да се прихрани семејство, да се платат сметки, да се живее од први до први. Толку е минималната плата во земјава, според пресметките на Сојузот на синдикати на Македонија. Дури 110.000 работници живеат со волкави примања. Синдикатите веќе одамна предупредуваат дека работниците се на работна екзистенција, особено сега во услови на криза кога се е покачано. Сметките за јануари месец ќе дојдат сега во февруари и истите ќе треба да се платат. И македонскиот работник многу лесно може да се доведе во ситуација ниту да може да го прехрани своето семејство, ниту да може да ги плати своите сметки. Граѓаните веќе го чувствуваат ударот од ценовните шокови. Велат платите одвајста суваат за основните животни трошоци. Освен режиските работи, другото се е скратено. Веќе сите цени се поскапени, базичните услови за живот се, стандардот е многу покачен и не се совпаѓа воопшто со минималната плата. Сојузот на синдикатите со месеци наназад бара минималната плата да се покачи на 18.000 денари. Ова беше една и од причините за протестот кој што се одржа на 12 декември. Нашето барање главно е зголемувањето на минималната плата овој пат да биде спирала и за другите плати, односно сите останати плати да го следат зголемувањето на минималната плата. Впрочем, таков е и нашиот предлог кој го доставивме до собранието и за наша среќа председателот на собранието во рок од 3 дена од приемот на нашето барање го достави до пратениците кои за жал не се одважија да го усвојат. Од собранието велат дека предлогот за покачување на платата е доставен до сите пратеници, а по формирањето на новата влада ќе се знае кога ќе дојде на дневен ред на седница. Владата пак се согласува дека покачување мора да има. Оттаму велат дека се прават напори да се зголеми на 18.000 денари што е можно побрзо, а целта е до 2024 да достигне до 20.000 денари, но без да се прецизира кога тоа би се остварило. За унапредување на правата и статусот на работниците во Северна Македонија, без разлика од кој сектор доаѓаат, заложба на владата е зголемување на минималната плата до 18.000 денари, најбрзо што може во 2022 година. Натаму целта е зголемување до 20.000 денари до крајот на мандатот. Сепак синдикатите порачуваат дека покачувањето треба да биде уште овој месец, бидејќи како што велат, една минимална плата е доволна за леп и вода, а на оние кои се противат на покачувањето им порачаат да пробаат еден месец да живеат како 110.000 семејства со 15.194 денари плата.